Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Одиме со третиот блок утрински вести. Скопје денеска е домаќин на 14-тиот меѓународен форум за енергија за одржлив развој, насловен од цели кон акција, напојувајќи едината со одржлива енергија. Го организира Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини во соработка со Канцеларијата на програмата за развој на Обединетите нации при УНДП и 5 регионални комисии на Обединетите нации. На отворањето на форумот во Македонската филхармонија, која се очекува во секој момент, ќе се обрати премиерот Христијан Мицкоски, министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска, Татјана Молчан, извршен секретар на Економската комисија на Обединетите нации за Европа, и Армен Григоријан, постојан представник на програмата за развој на Обединетите нации. Најавени се над 600 учесници од 70 држави. Во рамки на форумот ќе биде потпишана декларација, Скопје декларација, документ кој ќе остане како значаен траен запис за заложбите на земјите учеснички кон одржлива, безбедна и инклузивна енергетска иднина. Нема преговори и договори со лица кои се на црната листа на САД, вели премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, тврдејќи дека се шпекулации вестите за каква била соработка со Рамис Мерко. Мицкоски тврди дека пред вториот круг на избори се смируваат страстите и со Касаби. Нема пазарање со Рамис Мерко за негова амнестија за сметка на подршка во вториот круг во Струга за кандидатот на Вреди. Вели Мицкоски по шпекулациите на локални портали дека е можна соработка на власта со екс-функционерот на ДУИ. Мицкоски е дециден преговори со лица на црна листа не прави. Рамис Мерко не ги поддржува Демократската унија за интеграција во вториот круг и претпоставувам сега за да најдат противтежа како да направат сензација за да потонат таа вест, вадат го јавноста комплетна текстија. Тама работа, видите, луѓе ми многу пати во минатото сме кажале нашиот став за Рамис Мерко, така што ето, оставам на тој начин да прават и кридат сензација, апсолутно не. Шпекулациите ги поттикна самиот Мерко со објава на социјалните медиуми дека во вториот круг нема да даде поддршка на кандидатот на ДУИ. По ваквите објави Мерко тврди дека не се меша во изборите во Струга, тој бил само обичен гласач. Воопшто нема никаква соработка, се шпекулација. А вие за изборите за кого би дале поддршка? Јас не сум ни кандидат, не сум ни ништо. Јас сум еден слободен граѓанин и слободен гласач. Овдека не се меша. За идниот градоначалник на Струга се води многу тесна битка од 150 гласа, помеѓу независниот Ќура, поддржан од Вреди, и Далипи, кандидатот на коалицијата на ДУИ. Мерко, кој инаку е на црната листа на САД, има и неколку обвиненија за корупција, се уште важи за локален фактор во градот, иако ја замрзна својата партиска функција во ДУИ. За партиски кујни во Струга денеска обвинуваат и од Вреди. Тие велат дека ДУИ таму игра со Апасиев, чија кандидатка освои околу 2800 гласови. Вреди одамна укажа на состанокот меѓу емисарот на Али Ахмет и Кренар Лога и Димитар Апасиев, како дел од планот за нанесување штета на независниот кандидат поддржан од Вреди во првиот круг. Денес се е на виделина, соопштија од коалицијата Вреди. Од друга страна, Мицкоски тврди дека се смири реториката за етничко гласање во Кичево, на кое минатата недела повика коалицискиот партнер Касами. Јас се сретнав со Био Касами, разговаравме и мислам дека он веќе почна да ги испрати оние вистински изгледи кои што треба да влегаат на еден градоначалник на мултиетнички партија. Сепак, страстите се уште не се смирени со кандидатот на Вреди во Брвеница Рамадани и тој повика на етничко гласање против кандидатот на ВМРО ДПМН, мобилизирајќи гласови од диаспора. Мицкоски вчера најави негово разрешување од позицијата директор на инспекторатот за локална самоуправа, оценувајќи ги неговите повици како неприфатливи. Рамадани пак со став дека разрешувањето не го погодува. Честа, моралот и достоинството вредат повеќе од која било јавна функција. Работев 17 години во општина Брвеница, мултиетничка општина каде што живеат и действуваат граѓани од сите заедници. Сите што ме познаваат добро знаат кој сум и каква личност сум, напиша Рамадани на Фејсбук.
Гласањето во мултиетнички средини стана главна тема меѓу двата изборни круга поради можни нови позиционирања на Вреди и Дуи на политичката сцена. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Уште 4 дена остануваат до крајот на кампањата за вториот изборен круг од локалните избори. Станарите добиваат субвенции за нови енергетски ефикасни фасади, со што ги намалуваат трошоците за грејење и ладење, а истовремено добиваат современ и уреден изглед на своите згради. Со обновување на фасадите, центар добива нов, модерен, но и автентичен лик. Ја чуваме старата архитектура и ја уредуваме градската средина. Паралелно поставуваме и фотоволтаици на училиштата и општинските објекти преку нашето предпријатие Енергија Центар. На тој начин штедиме енергија и ги намалуваме трошоците за електрична енергија и до 50%. Секој нов пензионер во општина Центар ќе добие финансиска поддршка во висина од 12.000 денари. Тоа е наш начин да покажеме почит, благодарност и грижа кон генерацијата што го изгради овој град. Пензионерите се гордост на Центар и пример за посветеност, упорност и човечност. Нивното искуство е наш компас, нивните совети се наш патоказ. Секој пензионер заслужува достоинствен и активен живот. Затоа, општина Центар ќе организира бесплатни работилници, патувања и други активности за поголема општествена вклученост и дружење. Нашата визија за аеродром е јасна. Општина што дише чисто, живее уредно и се грижи за здравјето на своите жители. Затоа предвидуваме целосна реорганизација и заекнување на комуналните и на инспекцијските служби, како и воведување комунална полиција со широки овластувања. Таа ќе биде во служба на граѓаните, со задача да обезбеди ред, чистота и безбедност во секоја мало, на секоја улица. Во нашиот план предвидуваме редовно одржување на јавната хигиена и проширување на зелените површини. За жал, еден дел од тој шумски појас се уништи со несовесно користење и дел со изградбата на големиот проект за автопатот, кој ќе не поврзува со Охрид. Кога ќе дојдам за градоначалник, веднаш ќе преминам кон пошумување и враќање на старата шума, со што ќе допринесеме за почист воздух, почиста животна средина и поубав живот за сите нас во градот.